Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание, каде подготвивме интересен колаж од содржини. Пред се ќе ви го прикажеме новиот Audi A8 кој е знаменосец на моделите од Инголштата и има исто така амбиција да биде и посакуван во класата на луксузни лимузини. Бевме и заедно со камионите на Volvo, каде се запознавме со најновите остварувања од сферата на безбедноста. Ке ве запознаеме со финалистите на AutoBest, а одвојуваме време и за размислувањата за електричните автомобили. Затоа останете со нас и ви ветуваме дека следните 30 минути ќе ви поминат многу брзо. Ауди долго чекаше да ја представи четвртата генерација на својот знаменосец. Да подсетиме, досегашниот A8 е представен уште во 2009-та, а обновен во 2013-та. Неговите творци убедуваат дека е најубава луксузна лимузина денес на пазарот. До некаде се во право, бидејќи е дизајниран по углед на привлечниот концепт Prologue. Во изгледот на суптилен начин се комбинирани британската елеганција, италијанската динамика и германската педантност. Визуелниот идентитет на претходникот сепак е задржан и веднаш се препознава дека станува збор за A8. Моделот кој представува врв на понудата на Audi импресионира со бројните напредни решенија не само технички. Системите за безбедност и помош на возачот не можат ни да се набројат бидејќи ги има вкупно 41. Наинтересни сепак се автономните технологии кои му овозможуваат самостојно возење до брзина до 60 км на час и далечинско паркирање. Новиот A8 има и 48 волтна инсталација, систем за управување на задните тркала и активно ослонување со камера и сензори кои ги детектираат нерамнините на патот. За него велат дека е толку напреден што скоро целосно ги елиминира вибрациите во кабината. Тој исто така во случај на неизбежен судир го подигнува возилото за 8 см за поголема абсорбција на енергијата. Но ни тука не е крајот, бидејќи вниманието го привлекува и тоа што при брзини помеѓу 55 и 160 км на час моторот повремено сам ќе се изгаси за да се заштеди на гориво. Паузите може да трајат до 40 секунди, со тоа што во тие моменти A8 ќе го задвижува алтернаторот директно поврзан со моторот. Во комфорната и пространна внатрешност владеат дигиталните технологии, а патниците назад сега имаат повеќе простор за нозете и главите. Во понуда секако ќе биде и верзијата со продолжено меѓуоскено растојание, чии патници назад ќе уживаат во масирањето на стапалата. Audi A8 е базиран на MLB Evo платформата, во чија конструкција покрај челик и алуминиум се користени и магнезиум и јагленородни влакна. На стартот на продажбата ќе биде достапен со 2-3 литарски вешес агрегати, дизел со 286 и бензински со 340 коњи. Подоцна ќе следат 4 литарски TV8 машини со 435 дизелски и 460 бензински коњи, а на 6 литарскиот 12-цилиндричен мотор силината засега не му е позната. Планирана е и хибридна верзија со вкупно 449 коњи, а електрична автономија од околу 50 км. Сите изведби се опремени со кватро погон и одличниот CTF 8-степен автоматски менувач. Цената на новиот Audi A8 во Германија ќе изнесува 90.600 евра. Треба да споменеме и дека ценовникот во кој се набројани сите опции на A8 има дури 68 страници. Black of bees came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya.
Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST-Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. На почетокот само 6 земји оснивачи, а потоа се прошири на цели 31 земја. Тоа е успешната приказна за Аутобес жирито, кое за 17 години од мало и маргинално стана најголемо жири независно во Европа и неговата награда Аутобест значи Best Buy автомобил и сите производители го ценат ова признание. Годинава, односно неодамна беа објавени финалистите на Аутобест. Тоа се 6 возила кои ќе ги вкрстат тркалата на патеката Вајрано на 29 ноември, пошто 31 членото жири на Аутобест ќе го изгласа Аутобест за 2018 година. Годинава 6 нови модели автомобили ги убедија членовите на Аутобес жирито да ги номинираат за финалисти. Citroen C3 Aircross, Ford Fiesta, Honda Civic, Opel Grandland X, Seat Ibiza и Volkswagen T-Roc ќе се надпреваруваат за титулата Best Buy Car of Europe за 2018 година. Најголемото независно автомобилско жири кое представува 31 европска земја, на крајот од идниот месец на патеката Вајрано покрај Милано ќе ги заврши своите финални тестирања. Кој ќе биде автомобилот кој нуди најмногу за својата цена ќе се знае на 15 декември. При одлучувањето за победникот Аутобес жирито користи транспарентен систем на гласање со сложена шема од 13 критериуми. Екобест наградата како водечко европско признание за најрелевантните еколошки производи, технологии и проекти отиде во рацете на PSA групата. Тестовите за реалната потрошувачка спроведени со научен пристап во соработка со 3 независни организации ја покажуваат определбата на францускиот производител да биде фер со своите купувачи. Годинава Дизајн Бест наградата е доделена на Марек Рајхман, главниот дизајнер и креативен директор на Астон Мартин Лагонда. Дизајнерот на некои од најпознатите автомобилски икони од последната деценија е еден од најталентираните и највлијателни на нашето време. Тој направи извонреден придонес за еволуцијата на Астон Мартин од производител на луксузни автомобили во луксузен бренд. Smart Best 2017 наградата ја доби Seat за пионерската соработка со Алекса.
прва во автомобилската индустрија. Изборот на Амазон да стане партнер со SEAT представува значаен чекор во технологиите за поврзување на автомобилите. Оваа соработка ќе оди многу подалеку од едноставно предпознавање на глас присутно денеска и има шанса да ги промени правилата на игра во поврзаната иднина. Престижната Safety Best награда годинава ја освои Toyota за тоа што го направи својот напреден Safety Sense систем стандарден кај речиси сите своји автомобили. Овој потек донесе високо ниво на активна безбедност кај скоро сите возила што се продаваат низ Европа. Жирито беше посебно импресионирано од темпото со кое Toyota го имплементираше овој широк безбедносен пакет во својата гама. Пред крајот на летото учествувавме на интересна работилница. Имено Volvo не покани на Словакија Ринг, каде што се запознавме со најновите електронски остварувања на овој производител на камиони. Имено филозофијата на Volvo секогаш била безбедноста, а императив на следните генерации на Volvo е да не учествуваат во ниту една сообраќајна незгода ширум светот. Затоа во камионите на Volvo се имплементираат многу нови технологии, за што станува збор во следниот прилог. Убав ден не пречека на автодромот Словакија Ринг, каде Volvo Trucks ги представи идните трендови и иновации во својата гама. Како компанија, Volvo од секогаш бил предводник на технологиите, посебно безбедносните. Затоа и целата наша програма започна со ветувањето дадено од директорот за регионот Роберт Гроздановски, кој кажа дека цел им е нивните возила во иднина да не учествуваат во сообраќајни несреќи. Колку и да звучи утописки, според она што го видовме и слушнавме, тоа реално е остварливо. Првата технологија што ни беше демонстрирана беше така нареченото платунинг возење, односно возење во колона под водство на првиот камион. Технологијата со која располага Volvo е 100% функционална, но за жал законските прописи не дозволуваат нејзина употреба. Да не е така, веќе сега по автопатиштата ќе се движат по неколку камиони во колона еден за друг, со кои практично ќе управува само возачот на првиот. Камионите се во постојана врска и комуникација меѓу себе и останатите послушно ќе го следат првиот, забрзувајќи, забавувајќи, дури и целосно запирајќи во случај на опасност. И сето тоа без никаква реакција на возачите кои само треба да го вртат управувачот. Следе активностите на тема алтернативни горива, каде Volvo има неколку активни проекти. И додека иднината им е загарантирана на возилата со електрични погонски групи, решението за сегашноста се гледа во биогоривата и погонот на газ. Посебно интересно е користењето на течен природен газ. Со посебна технологија, природниот газ се лади во температури до 163 степени под нулата, со што неговиот волумен се намалува за 600 пати. Таков има голема енергетска вредност, но мора да се чува во специјални термос резервоари. Многу се работи и на автоматизацијата на возењето, чија крајна цел е комплетно автономни возила кои ќе се движат без возач. Во моментов на плантажите со шеќерна трска во Бразил, камионите сами ги ускладуваат брзината и траекторијата со комбајните, а возачот само надгледува. Интересен е и автономниот камион за собирање ѓубре, кој памти каде точно се наоѓа секоја канта за ѓубре и самиот вози и застанува каде треба. Ако најде на препрека, паркирано возило, например, го заобиколува. Во случај на опасност пак сосема застанува. Врв на истражувањата на Volvo е флотата со 8 целосно автономни камиони кои сами без возач или надзор од човек работат во шведскиот рудник Болиден. Тие на 1380 метри под земјата во најтешки можни услови товарат и превезуваат руда. Тоа може да го прават 24 часа на ден без да застанат. Тоа ќе го сторат само ако наидат на пречка која не може да ја заобиколат, карпа, човек или машина. Сегашноста пак е фокусирана на полето на безбедноста. За разлика од другите производители, Volvo своите решенија ги развива посеопфатно и ги лансира кога ќе бидат комплетно проверени и целосно доверливи. Таков е и системот за итно кочење интегриран со предупредувањето за опасност од судар со возило што стои или вози бавно пред камионот.
Тој функционира со помош на радар кој ги открива и камера која ги верификува објектите. Ако на траекторијата на возење се наоѓа нешто што ја загрозува безбедноста, а возачот од било која причина не реагира, тој целосно го запира камионот пред да се случи несреќата. Веќе е виден кај патничките возила, но не треба да заборавиме дека зборуваме за 40 тонски камиони. Тие наскоро ќе бидат опремувани и со систем кој ќе следи се околу возилото во видокруг од 360 степени. Со помош на камери, сензори и радари сместени од сите страни на возилото, тој ќе ги предвидува инцидентите со пешаците и велосипедистите 5 секунди предвреме. Тоа од прилика би било се од нашето патување во Словачка, но мора да кажеме во скратено издание. Слушнавме уште многу податоци и факти и видовме уште доста интересни работи кои засега ќе останат само во нашите сеќавања, се до моментите кога Volvo ќе ги искористи да понуди некоја нова технологија во своите камиони. А верувајте, на тоа нема да чекаме многу. За време на салонот на автомобилите во Франкфурт прострои вест дека Porsche 911 GT2 RS најбрзо досега го поминал Нурбургринг, ама неговото време не било забележано како рекорд. Откако се вратија на работа во Цуфенхаузен, одговорните во Porsche ја расчистија дилемата. Времето од 6 минути и 47,3 секунди што овој атлет го постигна е најдобро меѓу сериските возила со погон на задните тркала и второ севкупно. Првото, засега недостижно време, е безмалку 6 минути и 46 секунди го држи кинескиот електричар NIO EP9. Но важно е дека времето на 911 GT2 RS е подобро од она на 918 Spider за 10 секунди и уште поважно дека за скоро 5 секунди го симна Lamborghini Huracan Performante од тронот. Просечната брзина што овој проектил со 700 конски сили го прелета зелениот пекол на Нурбургринг изнесуваше повеќе од 184 км на час. Интересен е фактот што кога го закупиле својот термин таму, главните во Порше се надевале на време од 7 минути и 5 секунди за поминување на 20,6 км од славната патека. А како постигнаа многу подобро, тоа се наведува и како една од причините за доцнењето на потврдата за овој рекорд на најбрзиот 911 досега. Едноставно не им се верувало и морале дополнително да проверуваат дали е вистина. За нивното задоволство да биде поголемо споменуваат дека рекордот всушност е соборен повеќе пати. Поточно вкупно 5 круга се поминати со време под 6 минути и 50 секунди и тоа со 2 автомобила и 2 различни возачи. Според фабричките спецификации, Porsche 911 GT2 RS забрзува до стотка за 2,8 секунди и постигнува максимални 340 км на час. Електрификацијата е иднината на автомобилите. Тој смер го зададоа политичарите, а го прифатија производителите. Но за разлика од политичарите, производителите се судруваат со реални проблеми. Пред се технолошки, но и финансиски. Не постои производител на светот кој произведува електровозила, а да не е во минус од секој произведен автомобил. Например, Toyota имаше минус од $20,000 на секој произведен Prius. Тоа беше до пред неколку години. А сега, производителите како што се General Motors, па и Volkswagen бележат до $10,000 или евра загуба по секој произведен електромобил. На оваа група се придружува и Fiat со својот 500e, кој губи $20,000 евра од секој произведено електрично возило Fiat Electric. Но иднината е можеби и во хидрогенот, тоа го кажува Lexus. Во следните неколку прилози ќе обрнеме внимание
токму на проблемите, но и на размислувањата на производителите што се однесува до електричните возила. Идната 2018 година ќе биде доста интересна за поборниците на еколошките возила. Имено, меѓу бројните нови модели кои ќе се појават на пазарот, ќе се најде и Mercedes GLC со погон на водород. Располага со 200 конски сили и има два резервоара за водород направени од јагленородни влакна. За нивно полнење се потребни 3 минути, а обезбедуваат автономија од 440 км. Карактеристика на овој модел е тоа што ќе има и плаг-ин можности. Батеријата се полни само час и половина и има капацитет за 50 на електрични километри. Од Мерцедес наведуваат дека горивните келии во GLC Fuel Cell се за 30% по-компактни отколку оние од старата B-класа, така што целиот погонски склоп е сместен во просторот за моторот. Серискиот модел најпрво ќе започне да се продава во Германија, Јапонија и Америка, а подоцна и во Велика Британија. Други пазари не се споменуваат, главно заради недостатокот на инфраструктура за полнење на водород. Не е позната ни цената, како ни очекувањата за бројот продадени возила. Додека целиот свет забрзано работи на електрификација на автомобилите, Fiat Chrysler се држи настрана од овој тренд. Причината за тоа јавно ја обелодени Серджо Маркионе, кој изјави дека на секој произведен Fiat 500e компанијата губи по $20,000. Затоа и според него не треба по секоја цена да се форсира електрификацијата, туку да се создадат услови до неа да се дојде со природен тек на нештата. Сличен став имаат и во General Motors, бидејќи секој примерок од електричниот Bolt им носи загуба од $9,000. Но финансиите не се единствениот проблем во поглед на електричните технологии. Освен буџетите за развој на автокомпаниите, немилосрдно се трошат и големи природни ресурси за нивно производство. За електромоторите се потребни големи количини бакар и некои ретки метали, чие производство бара многу енергија. Проблем е и со рециклирањето на батериите, но уште поголем со струјата што ја трошат електромобилите. Имено, на глобално ниво, 2/3 од електричната енергија доаѓа од фосилни горива, пред се од јаглен. Заради тоа не може да стане збор дека електричните возила имаат нулта емисија. Според Маркионе, реалната количина јагленород диоксид што се испушта во атмосферата во најдобар случај е еднаква како и кај денешните бензински автомобили. Тој смета дека за планетарно масовување на електричните автомобили прво треба да се најде решение за чисто производство на електрична струја. Но и покрај се, сите па и Fiat Chrysler ќе останат посветени на електрификацијата, бидејќи тоа е единствениот правец со кој ќе се развива автомобилската индустрија. Како производител со најголем процент хибриди во гамата, делува чудно зошто Lexus нема плагин модели. Toyota ги воведе во 2012-та, но не и нејзината премиум марка. Дилемата зошто е така ја расчисти европскиот шеф на Lexus, Ален Уйтенховен, кој изјави дека тие имаат нешто поинаков поглед на сегашноста и иднината на погонски склопови во автомобилите. Според него, на Lexus воопшто не му треба плагин хибрид. Планираат да го прескокнат нивниот развој и сите ресурси да ги насочат кон електричните и возилата на водород. Тој најави дека први модели со вакви алтернативни погонски групи ќе бидат лимузината LS и купето LC, без да специфицира кога би се појавили на пазарот. Тој исто изјави дека крајна цел им е да понудат повеќе пристапни модели со погон на струја и водород, кои сепак би имале премиум цена. Се случи и ова. Opel е сега во владение на PSA, но тоа не значи дека ќе биде во втор план. Еден од новите модели на Opel во оваа година и е Grandland X. Екипата на Автомагазин веднаш после франкфуртскиот шоу имаше шанса
да присуствува на тест возењето. Имено ние бевме први во светот што го возевме Grandland X со независен надворешен дизајн во однос на донаторот Peugeot 3008. Ова возило може да пружи добра партија што се однесува до возењето, но и до ужиток. Со многу повеќе самодоверба и оптимизам, Opel се впушта во новата авантура наречена Grandland X. Растечкиот пазар на спортско корисни возила од една страна и превземањето на контролата од групацијата PSA од друга страна го исфрли во преден план прагматичниот пристап кој долго време се применува во автомобилската индустрија. Новиот модел покажува дека место под сонцето има за сите, но колкава количина на топлина ќе абсорбира поединецот ќе зависи од снаодливоста и правилното позиционирање. Прелевањето на капиталот и собственоста е нормална работа во економијата. Поминаа неполни 3 месеци од трансферот на Opel од GM во PSA, а на пазарот ни пристигна Grandland X, второто спортско корисно возило кое е развиено во соработка со новите собственици. Субкомпактниот Crossland е представен врз основа на Peugeot 2008, додека популарниот 3008 е донатор на адекватниот представник на Opel во поголемиот C сегмент. Со 4,48 метри, Grandland X е долг, повеќе или помалку, како и останатите конкуренти. Сакајќи да покаже дека се уште сериозно размислува на иднината под раководство на француските собственици, Opel се потруди да се покаже во најдобро можно светло. Иако со стриктно определен маневарски простор, сепак успеа да покаже дека е способен да направи сериозен производ. Со потполно независен дизајн кој јасно ја отсликува естетската форма на руселскајмската марка, Grandland X се наметнува со дискретна, но впечатлива појава. Нема ниту најмала најава на светкавата и претенциозна надворешност на Peugeot 3008, што мене лично и ми се допаѓа. Насекаде е забележлива флуидноста на линиите кои ама баш со ништо не се поставуваат чаламџиски. Потенцирани се модерните решенија како што се LED осветлувањето, истакнатата предница и заден дел, но сето тоа остава впечаток на смиреност и чудна привлечност. Доследноста е запазена во интериерот, каде е задржана класичната функционалност позната за Opel. Да бидам искрен, очекува внатрешниот дизајн да попреми некои елементи од донаторот. Иако Grandland X располага со голем централен дисплеј осетлив на допир, на кого се истртуваат сите функции на автомобилот и навигацијата, сепак дизајнот на внатрешноста може да се окарактеризира како класичен или по принципот на старата школа. Тоа се покажа како делотворно по прашање на ергономијата и внатрешниот простор. Имено седењето на возачот е одлично, додека на останатите места за голема пофалба. Дури е одвоено 514 литри за багажникот, чие отворање и затворање може да е преку фотосензор. Комбинациите во интериерот се бројни, а за пофалба е нивото на завршната обработка и изборот на материјалите во внатрешноста, каде доминира ултрамодерната PVC пластик. За движење на самиот почеток на продажбата ќе се грижат два мотори, веќе погодувате од PSA. Бензинскиот е со зафатнено од 1,2 литри и 130 коњи, додека дизелот има 1,6 литри и 120 коњи. Тој може да се комбинира со мануелен и автоматски менувач. За хибридната верзија, која ќе има електропогон на задната оска, се уште е рано да се зборува. Најверојатно ќе се појави на пазарот заедно со електронската контрола на однесувањето на погонските тркала IntelliGrip, кој располага со 5 предпрограмирани подесувања. Тест рутата се состоеше од интересен избор на патишта на кои можевме да ги оцениме манирите на Grandland X. Првенствено тој е наменет за возење на асфалт, а повисокото растојание од тло е направено од естетско-функционални потреби. На неасфалтирани делници однесувањето е добро, а на асфалт повеќе од задоволително. Прво седнахме зад воланот на верзијата со 3-цилиндерскиот 1,2 литрен турбобензински мотор, кој на прв поглед делува недоволно за 1,4 тони тешката каросерија.
Секој поминат километар возење скептицизмот кон овој мотор бледееше за да исчезне на крај. Иако мал позафатни на неговите 130 коњи и вртежниот момент од 230 Нм кои се добиваат при 1750 вртежи во минута, се покажаа како добитна комбинација. Работи тивко, без поговор, изгорена се е економичен. Верзијата која ја возев имаше 6-степен мануелен менувач, а во портфолиото постои автоматски со исто толку степени. Доколку се вози култивирано верзијата со мануелен менувач, тогаш потрошувачката не се искачува повисоко од 6,8 литри. А во циклусот јас претерував искористувајќи ги германските автопатишта да постигнам што поголема брзина и да го задржам темпот. Неочекувано лесно се достигнуваат 160 км на час и за малиот мотор не е проблем да го одржува тоа темпо. На крај просекот на потрошувачката покажуваше 7,8 литри бензин, што според мене е штедливо во однос на темпото со кое возев. Да не биде запоставена дизелската верзија од 120 коњи и 300 Нм вртежен момент, се погрижи верзијата со 6-степен автоматик. Во догледно време, можеби на почетокот на идната година, доаѓа верзијата со 8-степената автоматска трансмисија, со што ќе се заокружи понудата. Комодитетот на возењето што го пружаат автоматските менувачи не треба посебно да се опишува. Чувството на лежерност за одуправувачот, лесното менување на преносите и ниската потрошувачка, искажана во апсолутна бројка од 6,4 литри, е повеќе од прифатлива. Grandland X наскоро ќе биде достапен за домашните поклоници на Opel. Презентираната цена важи за германскиот пазар. Она што може да очекуваме е да биде поевтин од технолошкиот близнак Peugeot 3008 со адекватна опременост, но не затоа што верзијата на Opel е инфериорна во квалитет, туку затоа што ја нема дигиталната инструмент табла и комплицираната за изработка централна конзола, елементи кои дополнително ја креваат цената. Несомнено дека Grandland X ќе земе дел од колачот на нашиот пазар, не поради позицијата на Opel, туку поради тоа што е производ кој ги исполнува стандардите на автомобилската публика.